Топ тема, добро вечер. Safe City, безбедносна или фискална мерка. Како ќе се надминат законските и практичните предизвици? Каде заглавија еконалепниците за возила? Помалку администрација, повеќе полицајци на терен. Докаде е реформата на МВР? Мигранти и азиланти, меѓу политиканството и реалните политики. Во топ тема вечерва интервју со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. На конгрес на кај Велес ве регистрираше Safe City, наваму на кај Телма полека возеа возачите или службените возила не се во систем? Навака идевме со службено возило. А службените возила се или не се во систем? Сега не. Сега не се. А ќе бидат? Кога службените возила ќе постапуваат во рамки на нивното оперативно делување, нема да бидат. Кога нема да постапуваат во рамки на оперативно делување, ќе бидат. Што значи тоа? Тоа значи дека секој едно возило на брза помош, секој едно возило на пожарна, секој едно возило на Министерство за внатрешни работи, секој едно возило на Министерство за одбрана и така натаму, при вршење на службени действија нема да биде дел од системот, доколку тоа се оправда согласно целисходноста на нивното делување во рамки на нивните службени действија. Но доколку, да речам, нивните службени действија не оправдуваат брзо возење, секој дека ќе бидат казнети. Што е со Тоа значи дека ќе бидат во систем, но системот ќе детектира и ќе процесуира казна исклучиво само доколку станува збор за регуларно управување со моторно возило во рамки на регуларните потреби на било која институција. Така да кажем. Се она кое што е во интерес повторно општ интерес на граѓаните, секој дека пожарна не може да биде казната кога делува не во се рамки однесуваше на за пожарна, Истата за логика е во однос на сите останати возила. Возилото на министерот за внатрешни работи, на министерот за одбрана, на премиер, сите кои што одат со придружба влегуваат под посебни одредби за брзина и за се друго што се однесува во сообраќај. Возилото на сите останати министри не влегуваат. Така е. И сега се казнуваат. И сега се казнуваат долго се управувани од страна на оние кои што ги управуваат со поголема брзина од дозволената. Што ќе биде со возилата со црвени таблички, бидејќи велите овие возила во рамки на, доколку се во рамките на службата, може да се сретнат многу возила со црвени таблички паркирани пред згради, што значи пред домовите каде што живеат луѓето кои што ги користат, што секако не е дел од правилата за користење. Зошто велам дека истата логика? Кога службено возило се користи во рамки на действија оперативни, тогаш истото не може да биде третман на почитување на сообраќајни правила во рамки на системот Safe City. Но кога службено возило, не знам, од агенција за одземен имот, имаше едно кое што циркулираше низ медиуми, превзима управувано од било кого, мора да почитува сообраќајни правила. Заради тоа што неговата потреба за ставање во употреба на возилото не е согласно посебни дефинирани правила на игра од страна на Министерството за внатрешни работи или од страна на било која законска или подзаконска регулатива. Има многу дилеми и натаму околу тоа. Голем дел од предизвиците ќе се решаваат во овој дополнителен период, но што покажуваат податоците? Колку во овој период, бидејќи првите денови статистиката беше навистина застрашувачка, што покажува анализата сега? Колку почна да се менуваат или да не се менуваат навиките? Многу ми е мило што македонските граѓани навистина покажаа дека можат да допринесат и како во рамки на она кое што велиме дека е наша примерна цел со имплементирање нови систем, а тоа е да се почитуваат правилата на игра, се со цел да се спасат човечки животи. Тоа е примерна цел со имплементирање нови систем, да на крајот на денот, на крајот на годината, на крајот на месецот, да имаме што е можно помалце жртви со телесни повреди, тешки телесни повреди или пак човечки жртви. Тоа е единствената
единствената не можем да речем дека е цел за имплементирање на овој систем, но сигурно е најзначајната и круцијалната причина зошто овој систем мораме да го имплементираме. Огромна благодарност до македонските граѓани заради тоа што во Скопје, согласно информации кои што ги имам добиено на клиника на травматологија, процентот на луѓе кои што морале да бидат хоспитализирани заради ситуацијата која што настанала како последица на непочитување на сообраќајни правила и настанување на сообраќајна незгода е за 20% помал во споредба со претходниот временски период на анализа. Беа анализирани 15 дена пред и 15 дена по. Тоа е заслуга на граѓаните заради тоа што системот сега не казнува. Системот само опоменува. Да, и сега важи страфот се чува. Навиката се стекнува. Јас морам да напоменам дека заслуга на македонските граѓани без реперкусија. Значи, овде нема присилба, нема казна. Заслуга на македонските граѓани лично на секој еден од оние кои што управува моторно возило е заради тоа што денес имаме 20% помалку задржани пациенти во лоши состојби на клиниката за травматологија. И тоа е нивна заслуга, не е нити моја, не е нити на премиерот, не е нити на никого. Тоа е заслуга на македонските граѓани. Зошто? Заради тоа што тие се тие кои што позабавено управуваат моторни возила во изминатиот период, а како последица на позабавеното управување на моторни возила, логично имаме помалце сообраќајни незгоди и помалку луѓе кои што се повредени во рамки на тие сообраќајни незгоди. Тоа е логичниот след на фактичката состојба која што е денеска и тоа е повторно ќе напоменам заслуга на македонските граѓани. Без казна, сега немаме казна во овој. Сега имаме само опомена која што стига до граѓаните. Дел по дел неколку прашања кои што се отворија во јавноста како критична точка, ако така може да се нарече, сега се посочува делот влез-излез во Скопје, кој и по самата конструкција личи на дел автопат за влез во градот и тука забелешките се дека брзината тука е премногу мала. Во изминатиот период од месец и половина активно работиме со сите надлежни институции во овој дел, во делот на ревидирање на сообраќајните знаци. За да прекршокот кој што ќе биде констатиран од страна на овој паметен систем, има формално правна потребна основа за да истиот се процесуира како казна, потребно е да имаме сообраќајни знаци кои што ќе бидат поставени на конкретни точки, согласно сообраќајни правила, сообраќајни проекти и така натаму. Во изминатиот период констатиравме дека навистина овде имаме многу работа. И граѓаните се во право во однос на делот забелешките кои што ги даваат за неусогласеност на сообраќајните знаци со фактичката состојба и со официјалните важечки сообраќајни проекти. Поради што, колку што сум информиран, и на влез на Скопје, Велес према Скопје, и на излез или на влез на Скопје, Тетово Скопје, веќе имаме конкретно постапување и усогласување на сообраќајните знаци согласно сообраќајните проекти. Така да, мислам дека на две делници на влез во Скопје имаме веќе коригирање на максималната брзина на движење од 50 на 70. И се поставени сообраќајните знаци согласно важечките сообраќајни проекти. Овде се отвара една многу битна дилема од аспект на тоа која е максималната брзина која што е дозволена за управување на моторно возило во Македонија, која е максималната брзина која што е дозволена, да речем, во европски метрополии и така натаму. И се говори дека често е забелешка во јавноста, министре, зошто 50, зошто не 60, зошто не 70 и така натаму. Јас морам да истакнам дека согласно светските статистики и светските параметри и научни истражувања кои што се направени и така натаму, брзина која што со која што се управува возилото и текако е клучна од аспект на процент на преживување на пешаци кои што се удрени од страна на конкретно моторно возило. Драстично расте бројот на смртни случаи кога говориме за брзина од 30, 40, 50, а камоли па и 60. Кога со брзина од 60 ќе биде удрен пешак, процентот на преживување скоро е 0. Согласно светските
стандарди и параметри кои што Ама добро, тука забелешките не се повеќе за сообраќајници во градот. Ова практично е некако и помеѓу дел, а од друга страна стандардите не се баш применливи на сите делови, бидејќи ние ако го земеме патниот правец Скопје-Велес, тој воопшто не е ни автопат. Така да тука веќе се наметнуваат и други прашања околу тоа, не се до вас, туку до другите институции, дека нема права да се наплатува патарина на место кој што не задоволува основен критериум да биде автопат. Боби, и јас кога, видите, во овој процес на имплементирање нови постојано излегуваат прашања и прашања. Подготвување на закони, цело време има нови прашања, нови дилеми, нови предизвици, нови компарации согласно европска регулатива и така натаму. Јас лично, ако се прашувам, брзината 50, навистина, јас не ја доживував толку сериозно, се додека не седнав со експертите на нас и се додека не ми ги покажаа бројките. И светската регулатива, и светските чекори и трендови на движење. Ако на брзина од 30, од 10 удрени пешаци преживуваат 8, на брзина од 50, од 10 удрени пешаци преживуваат 20. Согласно европски статистики. И сега, ние мораме да најдеме некои правила на игра кои што навистина на крајот би требало повторно да не доведат до остварување на крајната цел, а тоа е заштита на човечки живот. Особено ако говориме за фреквентни места, како што се, не знам, пешачки премини во близина на училишта, во близина на трговски центри, во близина на доста фреквентни позиции и така правила, натаму. Никој не негодува министер на тоа, негодувањата се од некои практично несватливи причини. Еве, првата и најкрупната дилема е да МВР отвори посебен шалтер за телефони и мејлови, корекција, но прашањето е зошто? Обврската да се заведуваат, да се даваат податоци, телефонски број и мејл, важи неколку месеци на нас. Ако не бил даден телефон, ако не бил даден имејл, бидејќи имаше можност за проверка. Секој откако ќе биде регистриран, при регистрацијата на возилото добива мејл, вашите податоци се внесени во системот на МВР. Ако има грешка, тоа не е грешка на граѓаните, тоа е грешка на вашите службеници, на одредени на местата за регистрирање на возилото и сега зошто граѓаните да одат повтор пат, ако сгрешил, очигледно во најголем дел од случаите веројатно сгрешил полицаец, односно полициски службеник. Јас не можам да во овој момент кажам за секој конкретен случај дали сгрешил полицискиот службеник при внесувањето или граѓанинот при пополнувањето. Можно е и едното да е, можно е и другото да е. Нити пак велам дека тој начин кој што го утврдивме на собирање на податоци е идеален и нема да процесуира грешки. Поради што сега изготвуваме една дигитална платформа која за многу брзо време ќе ја пуштиме да може да е достапна на секој еден граѓанин, ќе може секој еден граѓанин дали од својот компјутер или од својот телефон да се прикачи на оваа дигитална платформа, електронска платформа, како и да се вели професионално, и при тоа во рамки на истата со употреба на истата да ги ажурира сите податоци кои што се поврзани од аспект на телефон, имейл адреса и така натаму. И во рамки на оваа дигитална платформа граѓанинот ќе може да ги добие информациите кои што се поврзани првично со имплементирање на SafeCity проектот, а понатаму целта е Министерството за внатрешни работи преку оваа дигитална апликација или како и да ја крстиме, ги доставува сите потребни информации кои што се во интерес на граѓаните. Како што е, например, да речеме, поврзано со SafeCity, голем дел од граѓаните прашуваат министре дали ќе ни овозможите да знаеме каде точно има брзина, мерење на брзина од страна на систем SafeCity. Тоа обврска мора да се постават табли, дека се снима. Така е, и ќе се постават табли, но и секој еден граѓанин кој што ќе симне оваа апликација или електронска алатка, да ја кажеме, ќе има можност точно да види
и тоа и јавно ќе го обзнаниме. Значи, оние што почнаа да ги бројат и да ги цртаат позициите на камерите на приватни апликации, џабе работат. Ние ќе го направиме тоа и ќе ги информираме граѓаните точно на која критична точка сме одлучиле да поставиме камера за мерење на брзина. Тоа нема да го сториме за останатите, но за овие да. За камерите кои што детектираат црвено и камерите кои што детектираат брзина, ќе бидат информирани граѓаните точно каде има поставена камера и точно каде се констатира брзината со која што се управува моторното возило. Некои велат претерување, други велат логично прашање, тргнуваат од едни предпоставки за сите управни постапки и услуги дека сервисните услуги на институциите не треба да предизвикуваат дополнителен товар финансиски или било каков за граѓаните и прашањето овде најчесто е а зошто па морам да имам телефон или мејл? Видете, Бовисе, јас навистина го разбирам прашањето и ја разбирам. Затоа и реков, едни велат претерување, други велат дека е логично и значи, нормално. Во 21 век, во 2025 година, сега влегуваме од 2026 година. Кога говориме за управување со моторно возило, привилегија. Така. Привилегија е воедно право кое што го стекнува граѓанинот со исполнување на одредени услови. Не може секој да управува моторно возило, треба да е здравствено способен, треба да посети одредена обука, треба да положи одредена евалуација, согласно закони така натаму и така натаму. Ние да велиме дека телефонот кој што е средство за комуникација, е оптеретување на граѓаните, навистина би го сватил во насока на поставување на милион прашања, подпрашања и теми кои што е добро да се отворат во јавноста, но уште подобро е да спасиме еден човечки живот повеќе од она што сме го имале како изгубени човечки животи во претходната година. И кога ќе ги ставиме на кантар едното и другото, навистина јас не гледам контрааргумент на аргументот дека државата е должна да стори се што е во нејзина можност, да спаси еден човечки живот повеќе во 2026 во споредба со 2025. Токму тоа е имплементирање на SafeCity и навистина не гледам реална оправданост на аргументите. Ама министр дали мора да има секој еден човек кој што управува моторно возило и мобилен телефон. Добро, не гледам никаква реална доколку нема мобилен телефон. Доколку нема мобилен телефон во рамки на документот кој што треба да го пополни при регистрација на своето моторно возило, пазите сега, управува моторно возило, е собственик на моторно возило, а нема мобилен телефон, така? Може да има и таква ситуација, секако. Во тој случај може да остави мобилен телефон од член на фамилија, член на семејство и така натаму, близок пријател негов, имейл адреса од член на фамилија, значи, член на семејство, опомена на рака нема. Близок да пријател негов, кој што секако дека ќе може да го информира и ќе биде должен да го информира за конкретната информација која што ќе ја прими, а при тоа граѓанинот ќе може да се упати до најблиската полициска станица, која што истиот ќе сака да се упати и таму ќе го добие записникот кој што е официјалниот документ врз основа на кој што после тоа се превземаат одредени процесни дејствија. Најбројните прашања. Ќе има ли одстапки? Сите велат се уморивме од притискање, од регулирање на педалите за газ на 50. Не сите имаат темпомати да ги наместат, не секогаш функционира, таква е модерната технологија, некогаш функционира, некогаш воопшто не. Кои ќе бидат одстапките ако веќе е решен? Во рамки на изгласаните веќе закони, значи отприлика од 6-7 закони, уште 2 останаа што треба да се поминат во собрание, Кривичен законник и законот за прекршоци, за кои што ни треба 2/3, но во овие другите кои што ги сменивме, закон за возила, закон за извршување на санкции, закон за безбедност на сообраќајот на патиштата и така натаму, веќе има регулирано дека правилата за толеранција, односно формално како што се велат безбедните разлики кои што мора да се одбијат за да конкретен прекршок биде формално правно издржан,
се и сега регулирани во рамки на правилникот од областа на метрологијата, кој што согласно разговори со експерти кои што ги имаме, со луѓе од струката, со професори и така натаму, првично мислам дека и ќе ги прифатиме достанат истите, тие се важечки и сега. Што значи тоа? Тоа значи дека согласно и сегашната регулатива и сегашниот правилник, кога говориме за констатирање на прекршок со електронски уред, значи повторно напоменувам, констатирање на прекршок со сообраќајен прекршок со електронски уред, тоа не значи ако направиш кривично дело. Значи само за констатација на прекршок со електронски констатиран прекршок со радар, да не ги така збунуваме. или пак со паметна камера. Одстапките се следни: 6 км на час до 100 км на час кога се движи возилото, 8 км на час над 100 и над 212 км на час. Просто тоа би значило дека доколку одредено возило биде управувано со брзина од 57, каде што имаме камера за мерење на брзината, истиот ќе биде констатиран како сообраќајен прекршок. Доколку биде управувано со 56, електронскиот систем, паметниот систем, нема да го констатира предметното управување на моторно возило како сообраќајен прекршок. Но што е многу битно? Доколку јас управувам моторно возило со брзина од 53, да кажеме, километри на час, таму каде што е дозволено 50 км на час. Сообраќајен прекршок нема да биде евидентиран затоа што нема да ме фати радарот или камерата. Но, не дај Боже, доколку сторам одредена материјална штета, повредам пешак, повредам човек кој што управува велосипед или така натаму, јас ќе одговорам соодветно согласно одредбите од Кривичниот законник. Затоа беше многу битно да ја пренесеме пораката дека ако е дозволено 50, луѓето треба да управуваат со 50. Ако е дозволено 30, луѓето треба да управуваат моторно возило со 30. Не заради тоа дали ќе ги фати камерата или нема да ги фати камерата. Туку заради тоа што согласно светски стандарди, доколку управуваме моторно возило со 50 или над 50, а при тоа удриме пешак, процентот на смртност од 10 удрени е 8. 8 сега смртни случаи имаме доколку со брзина од 50 удриме пешак. Да рачистиме заради сега. Тоа, само да дозавршам мисла да се извинам, заради тоа и кога стартувавме со пробниот период, информациите до граѓаните, опомените народски кажано, стигнува на над 50, таму каде што е 50, па и стигнува и за 51, 52, 53. Тоа ми е следното прашање. Тоа значи дека за сега, барем овие паметниве камери од делот Safe City не се, да кажеме, баждарени. Односно, тие снимаат за сега се од 50 натаму. Така е. Што е со, бидејќи сега ги споменавте, ја споменавте оваа листа на толеранција која што важи и за другите радари. Ова првпат го кажувам јавно, но ова е јавно достапен документ и сега важи ова право. Новото е дека тој документ ќе биде аплициран и на Safe City. Така е. Но значи Safe City ќе се баждари на тој начин, но што е со условно обичните радари кои што ги сраќаваме на патиштата? Дали тие се баждарени за овие вредности или ако некој ни покаже вредност од измерена, да кажеме, од 78 километри, ние треба да минусираме 6. Баждарени се согласно овие вредности, согласно овие безбедносни разлики. Значи тие се влезени во документите. Кој ќе ги баждари? Се појавија разногласија меѓу МВР и меѓу Бирото за метрологија. Имавме состанок и на таа тема. Разговаравме во делот на она што треба да се стори во преостанатиот период за да нели ги запазиме сите законски процедури. Јас сум убеден дека заклучно со први и втори ќе ги имаме запазено сите законски процедури. Мислам дека беа напоменати две компании кои што може да баждарат, не знам, едната мислам дека не би се навлегувал во детали, не се македонски компании. Нажалост во Македонија немаме таква компанија која што може да ги верификува, да кажам, конкретните карактеристики на мерните системи.
Така да ќе се стигне секако заклучно со први и втори да ги имаме утврдено сите потребни предуслови за да можеме официјално да отпочнеме од први и втори со имплементирање на овој. Има ли дополнителна безбедносна заштита, особено што имаше доста критики и од експерти од сајбер безбедност во однос на двата врзани модела SMS картичка со директно SMS порака со директно поврзување со линк на мејл? Да, пробуваме и тука да имаме некое подобрување на првичното решение кое што беше користено во рамки на тест периодот. Забелешките се дека тоа е многу погодна опција за било кој хакер што може на крајот да влезе и се согласувам дека имаше и такви забелешки. Јас нажалост не би можел да го објаснам од технички аспект како ќе одат сите оние заштити, но секако дека согласно оние препораки кои што ги имавме во изминатиот период од страна на експертите од областта, ќе дадеме максимум за да можеме тоа да го ставиме во една нормална кутија, да речеме така. Министре, колку чини сејфсите? Вака сега, имав една многу интересна студија која што ја прочитав, да кажеме, во изминатиот период и која што отприлика ваков заклучок даде за Македонија во 2023 година. Значи, во 2023 година вкупните трошоци кои што македонските граѓани од свој буџет ги имаат платено на еден или на друг начин, а се поврзани со последици од сообраќајни незгоди, изнесуваат околу 3% од бруто домашен производ, односно околу 410-229,630 милиони евро. Министре, супер аргументи за дозволете еден ми. мотивирачки говор. Дозволете ми, не, вие дозволете. Ако во оваа држава знаеме колку чини еден хеликоптер на МВР, ако оваа држава знаеме колку чини секоја донација во автомобил, опрема или било што донирани до МВР, ако знаеме колку чини еден армиски хеликоптер, па ги знаеме и цените на компаниите кои што се пријавувале, која бил и така натаму, која е логиката и кој е оправданието да не знаеме колку чини сејфсите? Ние не бараме некои класифицирани информации за технолошки тајни. Бараме колку камери се купени, за колку пари или поединечно. Овој дел кој што се состои од опремачини, толку пари, интелектуалните услуги се толку, монтажа, демонтажа, носење до биро, вадење, баждарење, кој што толку. Обична математика. Овие специфики кои што ги наведовте, нажалост, и текако се безбедносно класифицирана информација, не само во оваа постапка, туку во сите други постапки. Јас она кое што можам да го кажам, дури мислам дека ќе бидам и на линија на да излезам малце од она кое што ми беше како препорака да го кажам од страна на одделот за класифицирани информации поврзани со оваков трип на строго доверливо информација во јавност. Ми беше напоменато да не изнесувам никакви детали кои што се поврзани со техничка спецификација, начин на имплементација и така натаму и така натаму. Не, веќе кажам во јавност дека од прилика сите оние три договори кои што се склучени, заедно со целокупното оно одржување кое што е исплатено досега, македонските граѓани ги чини вкупно годишно вкупно се извинувам, не годишно, негде околу 85 милиони евра. Значи сите три договори кои што се склучени од страна од прилика го говорам заради тоа што јас ги или без годишното одржување и услуги. Со годишното одржување кое што било исплаќано. Сега, ама морам да напоменам оваа разлика. Ова е вкупно од 2000 не знам која година, 8, 9, не знам кога е отпочнато со овој проект. Значи од 2009 година заклучно со 2025 година. Толку македонските граѓани ги чини имплементирање на овој систем кој што нажалост не е имплементиран од 2009. И јас пак не разберам зошто знаеме колку чини еден хеликоптер набавен од Италија за одбрана, а не можеме да знаеме колку чини една камера. Ама ви кажав колку чини. Вкупниот буџет кој што сега треба ние да чекаме да ја објавите апликацијата, па апликацијата да ги броиме камерите, па потоа согласно информациите од Бирото за метрологија дека секој систем се состои од 3 дела да ги вадиме трите уреди кои што ја чинат една камера и на крајот пак немаме транспарентност
и отчет. Значи, Македонија не е прва земја, нити последна земја, нити единствена земја која што има одредени правила на игра во делот на класифицирани безбедносни информации. Македонија ги класифицира или производителот? Ако ги класифицира... Договорите? Да, и договорите податоците се класифицирани согласно закон од страна на организациона единица која што се занимава со класификација на безбедносни документи, така да кажем. Тоа е секаде така. Тоа и во Македонија е така, и во Америка е така, и во Германија е така, и во Австрија е така, секаде е така. Кај нас се класифицираат и најобични извештаи. Ама ова не е најобичен извештај. Па добро, ама пак нема опит, нема Видите, прифатлив одговор. Зошто знаеме цена на хеликоптер транспортен хеликоптер со борбени карактеристики, знаеме цена, а не знаеме. Никаков проблем да ги кажам сите информации јавно да ги дадам достапни, сите договори кои што се подпишани и секоја имплементацијата, никаков проблем немам лично. Но факт е дека овие друг организациона единица која што се занимава на професионална база со ова, одлучила и во 2009, и во 2022, и во 2024 или 5 да ги класифицира договорите и сето она кое што е поврзано со имплементација на овој проект. И јас пак ќе повторам со вака дури излегов надвор од препораките кои што ми ги дадоа и ви кажав отприлика сума која што ги чинела македонските граѓани во интерес на јавноста и која што е исплатена во врска со имплементација на овој проект. А јас пак прашав со намера да поттикнеме, ако се толку пари годишно на вакви резултати, дајте сите да ги да повикаме да се вложат уште дупло толку пари, ама не знам колку, па не само по партизански и по овие избрани улици да ги има камерите насекаде. Тоа ми беше целта. Ќе ги има на територија на цела Македонија. Ќе ги има. Уште едно прашање. Само дозволете ми, многу мислам битна ми е компарацијата. 410 милиони евра, да ги заокружиме на 410 милиони евра. Толку ги чини македонските граѓани сообраќајни незгоди, трошоци настанати од сообраќајни незгоди по усвари за една година, тоа е 2023 година. Една година, толку ги чини македонските граѓани. Значи, ова кое што е вкупна сума која што досега за 14 години е потрошена, нажалост не имплементиран проектот, е отприлика колку ќе до 1/4, 1/5 од годишните трошоци. Добро. Ке разговарате ли директно со политичките партии во собранието, бидејќи без 2/3 за закон за прекршоци се е џабе? Се согласувам. Мислам дека новаа тема и не сум сигурен дека новаа тема има пратеник кој што би рекол дека не би го поддржал овој проект во однос на неговото значење кое што го има за македонските граѓани и во однос на она кое што е крајна цел на проектот. Не верувам дека има пратеник што не би го поддржал. Имаше на последните пратенички прашања на кој што бев, имаше еден пратеник кој што доаѓа од пратеничката група на ДУИ, доктор по професија, кој што постави одредени прашања поврзани со имплементирање на SafeCity како проект и самиот кажа дека не верува дека има пратеник кој што не би го поддржал, не би ја поддржал имплементацијата. Секогаш има нова македонската политика и за така добри проекти секогаш ќе се најдат партии кои што ќе постават дополнителен услов. Затоа ве прашувам колку и лично ќе се вложите во преговорите со партиите, бидејќи ако го оставите тоа на политичко ниво, овие условно технички измени може да се претворат во голем политички проблем и на крајот се да пропадне. И лично ќе се вложам максимално во рамки на се она кое што е поврзано со имплементирање на овој проект, заради тоа што пак ќе повторам, човечкиот живот нема цена. Овој проект спасува човечки живот. Уште две кратки прашања, од кога ќе функционираат камерите на автопатите и како ќе функционираат радарите ловци во цивилни возила? Првичната фаза за имплементирање на овој проект уште пред 3 години, уште пред да бидам јас министер, кога го подпишале претходниот договор, претходниот министер, било во рамки на тој проект замислено да се отпочне со имплементација на SafeCity Скопје, Куманово и Тетово. Ние
ова раководство, да речеме, после година и пол интензивна работа на проектот, во рамки на првата фаза ги додадовме и коридор 8 и коридор 10. И на први и втори, кога официјално ќе започнеме со употреба на Safe City како проект кој што би требало да детектира сообраќајни прекршоци, ќе отпочнеме Скопје, Куманово, Тетово, коридор 8 и коридор 10. Заклучно со средина на јуни-јули, така да кажеме, средина на 2026 година, ќе го имплементираме овој паметен систем на детектирање на сообраќајни прекршоци на територија на цела Македонија. Не сериозно, не од вас, не само од вас, од сите што планирале, па дури што граделе нов автопат, да се планира системот, да се одберат точките. Имаме еден дел од автопатот Демиркапија, Смоквица дури е изграден и нов, ако за претходниот немало, а допрва да се потпишуваат договори со ЈПДП за струја? Видите, се што треба да сторам од аспект на имплементирање на овој проект за да спасиме еден човек плюс, ќе сторам. Се што треба да се превземе од аспект на действие, не знам, да преговараме со други јавни институции, да превземаме действија кои што предпоставувам дека многу полесно би ги реализирал некој друг отколку ние и така натаму, се ќе сториме. Јас знам дека имплементирањето на овој проект навистина е многу тешко. Заради тоа што опфаќа еден огромен делокруг на действија кои што навистина, ако било лесно, ќе ги имплементирале овие претходни 14 години. Бидејќи имаме и други прашања. Радарите ловци, дали се оперативни и од кога ќе бидат оперативни и она што особено Скопје не ги интересира, возилото кое што ќе казнува и за погрешно паркирање, односно запирање или за возила, добро, колку се? 12 радари ловци. Не. Или се заедно? 12 возила ќе имаат за почеток вградено во себе соодветни камери кои што ќе може да детектираат погрешно паркирање на возило. И за кои што веќе имам кажано во јавноста, ќе бидат особено насочени во рамки на главните крвотоци во Скопје, односно булеварите како што се Партизанска, Илинденска и сите останати. Зошто? Заради тоа што целта ни, пак ќе повторам, не да им наплачаме на граѓаните, не да ги казнуваме граѓаните за да прибереме средства во буџетот на државата, туку да овозможиме безбедно управување на моторно возило согласно оние урбанистички параметри кои што ги има градот Скопје и ги имаат останатите градови. Што е со радарите ловци? Постојат такви возила, се во функција истите, ги користиме, мислам дека имаше еден видеозапис кој што... Донациите се Форд, а они од претходно која марка се? Или и тоа е класифицирана информација? Искрено не знам која марка се. Министре, колку беа најголемиот број прекршоци во првите денови регистрирани? Мислам дека беа негде околу 110.000, така нешто. 110.000, бидејќи сите беа... Сте ги пресметале вие финансиските импликации од ова? Не можеме да извадиме точна предпоставка, зошто? Заради тоа што драстично се намали бројот само со... Еве, за првиот ден, ако е најмалата сума од 25 евра казната, толку е, или помало има? Мислам дека е 25 најмалата. Но еве, да биде 25, ако за тие 110.000, тоа се 2,7 милиони. Казните се исти, не се зголемија во рамки на законска регулатива, така да казните се исти како што беа и претходно. Но, пак ќе повторам, навистина јас очекувам драстично да се намали бројот на прекршоци, тоа е и целта. Значи, ако имало 110.000, ако ме прашате мене, јас би сакал да има 5 прекршувања на дневна основа. Одиме тука со првата пауза за реклами. Продолжуваме понатаму со серија други актуелни прашања. Министре, каде се новите униформи? Се дизајнираат, се кројат или се по закон фирмата од двајца вработени нема доволно капацитет да ги сошија? Кои униформи?
полициските. Тие се познатиот тендер. Имавме три постапки кои што се поврзани со набавка на униформи, а се спроведени од страна на Министерството за внатрешни работи. Едната е со полициските униформи за полициските кадети. Таа е завршена постапка, тие се изготвени, предадени, кадетите ги употребуваат. Денеска бев во Полиска академија, навистина, вака морам да лично за мене имав една убава гледка со новите униформи на полициските кадети. Втората јавна набавка која што ја направивме се однесува на униформите за, условно кажано, специјалните полициски сили, кои што мислам дека се подпишани договори, се нарачани да бидат изготвени и согласно договорена динамика треба да почнат да се испорачуваат и да ја обновиме униформата и на специјалните полициски сили. И имаме трета набавка на ребрендирана униформа за редовната полиција, еве така да ја крстиме, која што мислам дека не ме држите за збор, или е при крај со носење на одлука, или е донесена одлука за избор и се надеваме дека во најскоро можно време ќе бидат и тие готови и целосно ќе ребрендираме македонската полиција. Кога говорам за македонска полиција, говорам и за гранична полиција, и за редовна униформа, и за специјални полициски сили, и за полициските кадети, нешто што не е вака случајно одамна во рамки на Министерството за внатрешни работи, и ова е спроведено како постапка во посебни три тендерски постапки кои што ги спроведува Министерството за внатрешни работи. Ова е прашање за цела емисија, но она што е суштина. Ако мотото беше помалку администрација, повеќе полицајци на терен, тоа се уште не го гледаме. До кај е реформата? Променивме закон за полиција и закон за внатрешни работи. Токму тоа што вие го кажавте е едно од целите кои што сакаме да ги постигнеме. Од една страна професионализација на полициските службеници, од друга страна зголемување на бројот на полициски службеници кои што ќе работат во рамки на нив делокруг на работа, а намалување на број на раководна структура и намалување на број на нефункционални административни службеници во Министерството кои што се невидливи и можеби и како се повторуваат на одредени позиции непотребно. И го работиме тоа. Моментално, макотрпно работиме на нова систематизација. Тоа е, вака морам да искрено да кажам, болен процес, заради тоа што кога Што е болно? Што е болно, најболното да се раскинат партиските стеги или стравот од фамозниот ветинг за кој што има впечаток дека ама баш никако да почне. Најболното е кога од, не знам, 500 началници ги намалувате на 300, да кажем. И се 200 треба да го изгубат статусот на началник, кој што, ако јас лично се прашувам, во одредени организациони единици е чиста шминка. А зошто да е тешко ако има поставено јасни критериуми? Ако од сите тие критериуми се отстранат сите можности за се уште постојните обвинувања за постојање на многу начини за партиски влијанија и комбинаторики. Тешко е заради тоа што во рамки на целокупната работа на Министерството со овој чекор со кој што никој претходно не собрал храброст да го стори. Секогаш претходно систематизацијата е обременувана со поголем број на службеници, со поголем број на началници, со поголем број на раководна структура. Континуирано е тоа правено. Континуирано е тоа правено. Факт и во време на едни и во време на други. Ме плаши вас ветингот или ветингот плаши структури во МВР? Дека има впечаток дека на почетокот бевте многу оптимист дека тука брзо, едноставно со менување на регулатива може да се адвокатски онака принципиелно да се средат работите, меѓутоа изгледа подолгиот предстој во системот како да ве прави и реалист за моќта на тие спреги кои тешко се растураат. Амбиција е позитивна карактеристика за секој еден човек. Макотрпност и работа е позитивна карактеристика за секој човек.
резултатите ќе ги видиме на крајот. Јас искрено верувам и сум убеден дека ова кое што го правам, кое што го прави тимот со кој што работам, заради тоа што голем број избегнувате да ми одговорите. Што ве плаши вас и кој најмногу се плаши од тие новости? Ветингот, например. Јас ветингот не го гледам како новост, заради тоа што... Па добро, бил на хартија од секогаш преименуване, тест за интегритет, те ваков, те се онаков. Така да едноставно... Ма никогаш не се спровел како што треба. Тука е проблемот. Нефункционалноста на слово ставено на хартија е проблемот. Иначе не го гледам како новост, го имало и претходно, само не имплементирам. Исто како со Safe City, исто како со полициска академија, исто како со средно полициско образование. Уште не се имплементира, како сите да го имаат тоа некакво во подсвест, да не чепкам во тоа осило. Боби, до вчера, до пред 2 недели, и во моје време, година дена, во време на оваа влада, полициските службеници во општина Бутел работеа во општина Чаир во услови кои што работеа. Предпоставувам ги видовте. Тече од сегде, кабли на сегде, не дај Боже, ја гарантирам дека тој објект не беше безбедносно подобен за да во него влегуваат граѓани, за да во него има полициски службеници кои што работат. Во таква станица беше сместен полициската станица, позната како Чаир во рамки на територија на општина Бутел. Ако видиме на што се фрла пари оваа држава, а за суштински работи сме поддани на волјата и желбата на донаторите. Но ние успеавме за година дена да најдеме соодветен објект, нефункционален, не ставен во функција, да го реновираме, да ги префрлиме полициските службеници и сега тие да работат во еден културен, нормален објект на територија на општина Бутел и сега полициската станица се вика Полициска станица Бутел. И тоа го направивме за година ден и тоа е факт. Сосема кратко, уште едно прашање кое што се погласно се поставува, иако измените на законите се почнаа во август, па закон за внатрешни, па полиција, па сега закон за плати, зашто се е укинат додатокот од 30, односно 20%. Техничко согласување е тоа согласно новиот закон за внатрешни работи и новиот закон за полиција. Гарантирам... Да, меѓутоа, кога тие 30, односно 20% во старата методологија, условно, односно во стариот закон, се во закон, многу потешко се избегнуваат отколку кога како во новиот, кога се оставени на колективниот договор. 30 плюс 20 како гарантирана законска сума во новиот закон стои само за министерот, државниот секретар и директор. Токму заради тоа што беа така ставени во рамки на утврдената законска регулатива, имавме тотална нефункционалност и неможност за мобилност на полициски службеници. Тотална нефункционалност. Видите, полициски службеник во Македонски Брод и полициски службеник во Скопје во центар, каде што на едно место имаме условно кажано, не знам, 5 кривични дела, на друго место имаме 5000 кривични дела годишно, не може да имаат иста плата. И тоа го знаат сите полициски службеници. И се согласни со тоа. Едноставно невозможно е, нереално е. Не може полициски службеник во Крушево, каде што не знам, имаме 8 кривично правни настани, пак ќе речам условно кажано, да има еднаква плата со полициски службеник во Карпош, каде што имаме, не знам, условно кажано 3000 кривично правни настани. Невозможно е тоа. Невозможно е тоа. Нема ли, еве како правник, нема ли пониско ниво, иако и колективниот договор има сила на закон, меѓутоа тој треба да се преговара. Голем дел од полициските синдикати велат да, ние ова го преспавме, сега сме помалку сигурни дека ќе ги земеме тие пари, бидејќи е оставено на дефинирање на тие критериуми понатам во низ правилниците и во преговорите со синдикатите преку колективните договори. Се согласувам со вашата теза дека при подпишување на новиот колективен договор, согласно новите одредби од Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, имајќи предвид новата систематизација, повторно ќе бидат гарантирани сите оние права поврзани со платата кои што беа гарантирани претходно. Тука правиме уште една пауза за реклама. Министри, за крај, го сменивте законот за оружје? Не. Отпочнавме со измена на законот за оружје. Значи им се придруживте на оние министри кои што решија да ги игнорираат конкретните рокови од реформската агенда, иако за оваа влада тоа е нашиот патоказ да ги донесеме европските стандарди дома.
во консултација со сите релевантни фактори од Европската Унија кои што се директно поврзани со имплементирање нови проекти во рамки на одделот за граѓански работи, кој што го предлага овој закон, говорам внатрешно во Министерството за внатрешни работи, бев информиран дека законскиот текст кој што е изготвен за да влезе, за да не ги изгубиме оние 4,5 мислам дека беа милиони евра. 4,2. 4,2 милиони евра кои што да речеме дека би требало да ги добиеме со имплементирање на сите оние обврски кои што сме ги превзеле. Последен рок за објавување во службен весник и отпочнување со имплементација е крајот на 2026 година. Не. Да. Рокот е декември 2020. Има грейс период. Ама грейс периодот се рачуна за повторувачи. Знаете, грейс периодот е да, вие, господо, сте ветиле до декември, не сте успеали, ама еве ние ви даваме дополнителен период. Значи, тие што ви кажале, не ви кажале со одбор. Законот, тестот на законот е изготвен, закачен е на ЕНЕР, ќе биде доставен до релевантни институции да дадат своje мислење. Истиот е со европско знаменце. Не гледам зошто да не влезе официјално во примена заклучно со месец март и месец април. Така да ние ќе ги запазиме оние утврдени рокови кои што ни се дадени како динамика во рамки на реформска агенда и овие средства ќе ги имплементираме согласно потребите на граѓаните. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Ви благодарам на поканата. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Тело.